Почитуван подпредседател на парламентот, почитуван пратеник Рашити, ви благодарам за прашањето. Јас ќе одговорам многу конкретно на истото. Значи, прво ќе објаснам постапката. Вашето прашање беше зошто од добиените грантови од Фондот за иновативност има мал број на албански грантови, односно грантови кои што се сопственици компании, односно сопствениците се од албанско национално потекло. Значи, ќе почнам по ред, па ќе дојдам и до тоа. Значи, прво, што се однесува до самата процедура, апсолутно процедурата беше транспарентна и јас не би сакал да со овакви прашања, а и со прашањата кои што претходно беа наметнати во јавноста претходната недела, да фрлиме сенка врз една убава акција и убава иницијатива, која што мислам дека првпат се случува во Република Македонија, да за мали и средни предпријатија се додела 10,3 милиона евра грантови. Постапката во делењето на грантови беше следна. Значи, Фондот за иновативност донесе програма која што беше многу слична на програмата која што е компатибилна, односно е компатибилна со програмата која што Светска банка веќе ја имаше натре во Фондот за иновативност. Ние само додадовме одредени критериуми како да може повеќе фирми од Република Македонија да ги задоволат условите. Таму имаше три мерки. Едната мерка беше за иновативност, другата мерка беше за брзо растечки компании и третата мерка беше за микрокомпании. На тој оглас се појавија, значи беше транспарентен оглас, кој што траеше долго време, се појавија некаде околу 300 компании. Не ме држете за збор за бројката точна, али мислам дека беа над 300. Од тие 300 компании добија грантови 79. Значи по сите три столба. Како одеше постапката? Првата постапка беше, односно првиот филтер за таа работа беше се формираше еден пул, значи еден комитет од македонски експерти, над 50, кои што правеа прва селекција. Тројца експерти евалуираа еден проект. Откако тие ја завршија својата евалуација, како втор степен на евалуација се искористи истата работна група, односно истите експерти, кои што ги евалуираа и проектите од Светска банка, а тоа се странци и во главно мислам дека се четворица од Соединетите Американски држави, еден од Грција, а меѓу тие 5 експерти има еден поранешен министер од поранешна влада. Тие ги евалуираа проектите, никој друг. Нити некоја институција, нити кабинет, нити министер. Што се однесува до бројот сега на проектите, да дојдеме значи до бројот. Сега проверував додека одговараше премиерот, па имав 15 на минути да исконтактирам со фондот, иако не ја знаев таа бројка и можам подетална анализа писмено да ви дадам. Од директорот на Фондот за иновативност добив информација дека вкупно имало 10 апликации во кои што сопственици биле од албанска националност. Значи тие аплицирале со 10 апликации. Од тие 10 апликации имаат добиено 2 или 3. Значи тоа не отстапува од бројот или од процентот колку што добили и сите останати. Значи требало да аплицираат повеќе и ќе добиеле веројатно и повеќе. Видете, јас сум година дена заменик на председателот на владата одговорен за економски прашања. Ни на крај памет не ми паднало, нити па имам намера да размислувам на тој начин која фирма е македонска, која фирма е албанска. Нити на крај памет не ми било да соработувам повеќе со министрите кои што се од македонска националност, отколку со министрите кои што се од албанска. Ни на крај памет не ми било и не размислувам на тој начин да соработувам повеќе со некои директори кои што имаат, не знам, кои што потекнуваат од партија каде што има албанска припадност или македонска национална припадност. Не. И за компаниите, и за колегите во државните институции, кај мене и во моето работење има само еден пристап, а тоа е дали некој знае да работи, дали не знае да работи, дали знае квалитетно да ги заврши работите или не. Во делот на фондот ќе ви дадам и поточни писмени информации, точно по општини, точно како конкурирале кога ќе го добијам, бидејќи тука на седницава на влада и го немам. Сега добив првична информација, таа што ви ја кажав и што можев да ја обезбедам за 15 минути. Но верувајте, мислам дека никој, ама апсолутно никој, немал намера да размислува во насоката во која што вие го поставивте прашањето. И ви убедувам
дека сум спремен лично, доколку треба да направиме се, да работиме со сите мали и средни компании од регионот, од сите региони, за да тие имаат капацитет да аплицираат. Еве само една информација ќе ви дадам. Сега се програмира ИПА програмата во делот на конкурентноста за следните години, за следните 4 години. Прва работа, која што бара од Европската Унија да има разбирање, е тоа дека Македонија, односно македонското стопанство, 96% го сочинуваат мали и средни компании. Ги моле, и мислам дека најдовме разбирање, да добар дел од средствата бидат насочени према нив, а она што можам сега да ви информирам, дека само ги детерминиравме не за цела Македонија, него за да биде запазен и рамбомерниот регионален развој, рековме да бидат само за 3 најнеразвиени подрачја во економска смисла. И затоа тоа ќе биде одредено, значи тие средства ќе бидат доделени во следните 4 години, повторно сега како грантови, али од ИПА програмата, само за 3 региони. А тоа се северо-западниот регион, односно точно Полошкиот регион за кој што вие зборувате, тоа ќе биде северо-источниот регион, значи тоа ќе биде регионот на Кратово, Куманово, Крива Паланка и така натаму, и тоа ќе биде југо-западниот регион, значи регионот на Македонски Брод, Преспа, Демир Хисар и така натаму. Значи тие 3 региони, согласно методологијата што ја има изработено и владата, значи донесено владата како одлука, се најмалце развиени региони во економска смисла во Република Македонија, и точно за тие 3 региони ќе бидат насочени овие средства за мали и средни предпријатија. Мислам дека со таквите потези доволно покажува владата дека сака да направи една држава за сите, без разлика на националната припадност. Јас стојам на располагање во рамките на капацитетите кои што ги има владата, да помогне на сите мали и средни предпријатија точно во овие 3 региони, вклучувајќи го повторно и Полошкиот регион за кој што вие зборувате, да им помогнеме да аплицираат. Ќе направиме се што е во наша можност за следниот повик да аплицираат колку што може повеќе компании од тој регион. Ви благодарам на вниманието.